Почитувани, добар ден, ја почнуваме емисијата Очи во очи на телевизија 24. Темата е еден вид продолжување на денешната тема во емисијата Во тек, во која дискутиравме за амандманите во Европскиот парламент од страна на европратениците, а на предлог извештајот од Томас Вајц. Како надворешен фактор, значи токму затоа велам, амандманите поднесени од европратениците по однос на она што се бара од нас, по однос на агендата за проширување на ЕУ и така натаму. Денешната тема пак се однесува на тоа дека во Собранието се одржа заедничка седница на Собраниската комисија за европски прашања и Националниот совет за евроинтеграции, на која се дебатираше за придобивките од реформската агенда 2024-2027 или прецизно на тема забрзување на интеграцијата, придобивките од реформската агенда за институционално зајакнување и усогласување со ЕУ. Значи, еве го сега ова како внатрешен фактор. Реформите кои треба да ги направиме за, еве, како што е и ова во темата се, значи, за да се усогласиме со ЕУ. При што секако она на што треба да водиме сметка, односно да го имаме предвид, дека пред се ова треба да се однесува како сопствена наша определба за да постигнеме, односно да направиме ние поуспешна, поправедна држава, да ги зацврстиме клучните институции, унапредиме и така натаму. Значи, борбата со корупцијата, односно независните институции воопшто, не само правосудството, кај правосудството е можеби и најочигледно. А сето тоа тогаш, како еден соодветен пример, ќе помогне всушност да се усогласиме со ЕУ и да ги исполниме тие стандарди и со самото тоа од тие придобивки на институционалното зајакнување и да ја забрзаме интеграцијата кон ЕУ. Тоа е, значи, велам, тој внатрешен фактор кој не зависи директно од оној надворешниот, дали ќе имаме обструкции, гаранции, дали ќе ни дадат дека нема да не обструираат, дека нема дополнително да бараат нешто, дека можеби нема да се прошируваат на некое неопределено време воопшто, мислам на ЕУ. Сите оние моменти кои, впрочем, и беа, односно секако амандмани поднесени во Европскиот парламент, за кои ќе се расправа на 13 мај. И тоа се тие надворешни фактори. Велам, ова нашето внатрешните реформи нема можеби директно да влијае на нив, но можеби посредно ќе влијае ако сме добар пример и тие да го сменат, односно оние кои имаат одреденијите барања или сомневања да ги ублажат или да ги сменат сосема. По однос на оваа денешна дебата која што се одржа, велам, во Собранието воведен збор даде министерот за европски прашања Орхан Муртезани. Тој се обрати, ја потенцираше важноста на оваа агенда, која, според него представува многу повеќе од листа на услови за членство во ЕУ. Она што го кажав, значи, пред се, ние треба да бидеме здрави, тоа е како некој организам, здрав организам, во смисла човек, се бара од човек да биде во одредена психофизичка состојба, за да речеме, да здравствен преглед да има, за да може да исполни услови да вози кола. Сега не е работата тој да биде здрав за да му ја дадат дозволата, туку пред се да биде здрав заради себе. Тоа е она што ние мораме да го сфатиме и во таа смисла и Муртезани ова го потенцира важноста на оваа агенда, која не е наметната и е многу повеќе од листа на услови за членство во ЕУ, што значи дека треба да имаме, односно, еве, како што вели, тоа е тај символ на нашата амбиција да изградиме поправедно, попродуктивно, потранспарентно општество. Собранискиот спикер Гаши смета дека Собранието има клучната улога во имплементацијата на реформската агенда и дека тука е важен политичкиот консензус како услов. Вели дека членството во ЕУ е единствена алтернатива на Република Северна Македонија и незините граѓани, иако не ми е јасно како може нешто што е единствено да биде
истовремено и алтернатива. Ако е единствено, тогаш не е алтернатива. Единствено може да биде некој единствен излез, единствен пат, единствена опција кога немате ништо друго. Или може да кажете немаме алтернатива, но ова единствена алтернатива на што? Друго тогаш немаме, ако сме отфрлиле се друго, значи немаме алтернатива, имаме само еден избор, еден излез, една опција или како и да е. Но затоа е единствена алтернатива, ако би требало да видиме кои се другите опции, барем уште една треба да има. Па тогаш да видиме, да разговараме, па може би ќе гласаме, па и така натаму, мислам референдум да видиме за која единствена алтернатива, од кои други. Па од ова единствена, па тогаш не е алтернатива. Тоа е само единствен пат и нема што воопшто ниту да бираме, ниту да разговараме. Но, добро, единствен или не, како и да е, кој си го свртел во насока на единствен правец, смета дека, велам, треба биде патоказ на земјата кон институционални, социјални, економски трансформации. И тука дебатира на ова седница политичарите и пратениците и така натаму. Битно е да се истакне дека оваа реформска агенда начелно има поддршка од меѓународните партнери, меѓутоа тие имаат и јасни очекувања. Дотолку повеќе кога изложувате нешто, а во овој случај ова конкретна реформска агенда со нејзините придобивки, значи пред се од тие внатрешни придобивки на внатрешен план, па потоа забрзување на патот кон ЕУ, тие се дадени и во рамки на еден временски период, 24-27, и всушност тоа е нешто кога го правите така, еден вид како програмска шема. Тогаш е јасно дека се очекува. Ако стои во програмската шема дека има емисија од толку часот, тогаш оние кои се заинтересирани за тоа очекуваат да ја видат. И ќе бидат разочарани, нема сериозно да гледаат на тоа, ако вие не го исполните тоа што сте го кажале. Со други зборови, значи, едно е ако е нешто паушално, ќе видиме кога ќе се сретнеме во емисија или каде и да е, друго кога ќе кажете конкретно нешто. Оваа реформска агенда е, значи, токму еден конкретен план за тие реформи, институционални, обштествени, кои треба да се усогласат со барањата на ЕУ и со самото тоа и тој пат да го забрзаат кон ЕУ. И во таа смисла меѓународните партнери или институции sejedno позитивно гледаат на тоа, но до толку повеќе ние го нудиме ова, а тие сега бараат да се реализира тоа, односно јасни очекувања и особено што ние конкретно сме го дале периодот 24-27. Така да сега всушност од нас зависи и тие токму тоа и го очекуваат, ќе успееме ли нешто да направиме и дали впрочем и ќе го смениме расположението кај тие, ајде токму така да кажам, внатрешни евроскептици за проширувањето, евроскептици кон нас, кон Западен Балкан и кон сите оние барања. Значи дека ние не сме за таму. Во таа смисла. Така што ова е она што тие го очекуваат и јасно порачуваат. Всушност реформите се за домашна употреба, странците, меѓународниот фактор, мислам, но се во исто време и чекор кон ЕУ. Ете, ова е денешната тема, што мислите колку се тоа ќе придонесе, колку ќе биде таа клучна улога, колку ова реформска агенда ќе има таа клучна улога и кон ЕУ, но и впрочем во стабилизирањето на вистина сериозно нестабилната, разнишана држава, имајќи предвид дека клучните институции се повеќе од
Па, прашање колку функционални. Ова би требало да е еден концепт на ставање на ред. И во таа насока, како кој дури да речеме и пратеникот од ВМРО Милошевски смета дека треба да бидеме основано критички кон извршната власт. Значи да не е слепо партиско поддржување или пристрасност наспроти критизирање на оние кои не ви се блиски, туку да се биде токму она што и ние се обидуваме тука да бидеме, или барем што е оној лајт мотив на емисијата, критички определени, независно кој е и што е, независно од предзнакот, како еден вид дегустирање без етикета. Ако се стави на маса тезата овој рекол така и не овој туку, кажано е тоа и тоа, без да се знае кој, да дискутираме за тоа со таа критичка определеност, а не ако е етикетата партиска, ВМРО, ДПМН, СДСМ, веднаш тогаш се знае што ќе се каже. Така да тоа е она навистина што ни треба, или Филипче што вели да се обединиме, ако се обединиме, тогаш и на патот кон неу нема пречка која нема да ја совладаме. И во таа смисла пак и поранешниот главен преговарач за пристапните преговори на Хрватска со ЕУ, Владимир Дробњак, смета дека Северна Македонија може да го, гледате, тој вели, повторно да го фати чекорот. Ние сме го загубиле, сме го изгубиле, според него, значи. Ако не мислите вие, други мислат дека сме го изгубиле. Значи сме оделе, па сме излегле од колосек. Дека може повторно го фати чекорот за ЕУ со посветена работа на реформската агенда, односно со резултати. Ете, тоа е темата, токму реформската агенда. 6091-924-925 се телефонските броеви. Добар ден за првиот гледач, почнуваме со емисијата. Добар ден. Повелете, вие сте. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Ќе повторувам, не знам по кој пат, Мицкоски треба да се исправи, да стани веднаш и да им кажи во Втора светска војна нацизмот не успеа овај дел да го потисни. Сега отвора друга врата за да влези. Тој што не успеа тогаш, сега на друг начин сака да влези. Сега Република Северна Македонија е минато. Сега сме Скопје. Нека слушнат, нека разберат што се случуваат во Европскиот самит што работат против Македонија. Скопје више. Нема Северна Република Македонија. Тоа го направија издајниците. Затоа Мицкоски треба да им си пред, ако сакате економски да соработуваме, тука сме. Политички на ваков начин, точка. Ако сакате политички, прво пресудите, ќе ги внесите и ќе си изедначиме. Ние ги прифатиме малцинствата бугари, вие ќе прифатите малцинствата македонци тамо, сега може да кажете да отвараме устав. И вие ќе отворите устав, и ние. По чему? Ти да дојш кај мене на гости, што сакаш да правиш, ја не искам кај тебе да дојдам. Која е таа уцена? Кои се овие наши преговарачи? На албанците ова му одговара, зато меко зборуваат и потајно подпикуваат работи. Бујар Османи е направена големата штета за Македонија. Луѓето не знаат што е Сан Стефанска Бугарија. Тој одаше и договараше та Сан Стефанска Бугарија. Им честиташе. Тоа не како запамта тие што слушале. Тој проблем кој ќе си го направиш сам, тој клинец кој ќе си го закош во нозете, боли да го извадиш, после многу тешко. Зато народов Така, да, истече времето. Поздрав до вас. Добар ден, повелете. Добар ден и убав ден, ако сум јас. Убав ден, да, повелете вие. И па да ви кажам, Македонија во многу психофизичка состојба е добро, затоа што сме издржуваме. Ние се што ќе ни кажат, и натрас, ние, брате, издржуваме така да не може никој да се спореди со нас. Нешто не гледам нигде, нема господјата Агилера. Нели имаше корупција, нели имаше она жената се изгуби, не знам колку ја нема, месец дена може да и више, не знам два колку. Како би кажале тие, будно, внимателно следиме, немојте да мислите дека не следат. Само не се огласила, да, официјално. Како умпрофор работава да не е. Овако,
и после одеднашка вакво судство, онакво судство, не знам корупција, не знам каде е сега, значи кога нешто се работи, биди на терен, покажи се, а не кога тебе ти одговара. И сега нигдека Трамп почна таму да ги крати и ги снема на игласа. Горе што прави? Трамп попара прави. Ко почна да сече, више не знам до каде човеков ќе оди и како ќе оди, дали ќе остане нешто за сечење више. И нека се ги снема, јас се зачуди стварно. Значи, таква господја која беше, како да кажам, број 1 овдека, сега нигдека да ја нема. И како, не знам што се случува, и еве тие Европа. Која Европа? Значи, која е Европа? Ние Македонија. Ние Македонија, еве, живееме. Значи, све што ни прават, сакате ова, сакате она, сакате, ние све поднесуваме и све примаме. Сега на крајот, значи, некој ќе би дуж да те сгази, са веќе не знам тоа дали ќе може да се издржи и да се поднесе. Така да, значи, во све нешто има почеток и крај, докаде може црвена линија, ајде да ја речеме, како да ја кажам, значи сегдека има негдека докаде има граница. Значи секој народ има некоја граница, па колку год да е зависен од било што. Ви благодарам и поздрав до вас. Добар ден за следниот гледач, повелете. Добар ден и слушаме поздрав. Уште еднаш поздрав, да, повелете. Значи, амандманите воопште не ме тангираат, не ме замарат. Аха. И во нашиот парламент подвиѓани амандмани, има што ние да Па како ќе поминете на 13 мај, немате очекување некои, не ве интересира? Нема, тоа не е амандмани век. Се знае, тие партии таму имаат исто опозицијски, што си поднесуваат амандмани, никому ништо тоа. Званиците ставови се други. Меѓутоа, кај е нашиот проблем? Што Филипче е дволичен. Бара обединување, од друга страна оди во Брисел и го кодоши ВМРО дека не ги става бугарите во уставот. И исто така вика, ако ВМРО постигне подобар договор, ние ќе го поддржиме. Не. Ако сака единство, треба да каже и ние се приклучуваме на ставовите на ВМРО. Со одложено значење, значи внесување на бугарите со одложено дејство. Значи, кога би имале единствен став, од почеток да го прифати ставот, а не онда чека, ако ВМРО даде гол, тогаш ќе навиваме. Не, него треба заедно да игра со ВМРО, со исти ставови. Тогаш може да се обединиме и Европа да види што се случува и кое е мислењето на народот. А Мицкоски си ја тера, баш како што треба работата, 2 години го има кажано ставот, нема што повеќе да презима. И Муцунски и Мицкоски кажаа кај што требаше низ Европа и на сите дипломати кој е ставот, и од тој став кажа дека нема повлекување. Што треба се повеќе да прават? Да се тепаат тамо? Тие се ставовите, во меѓувреме ти работи во Обединетите арапски емирати да се обезбедат инвестиции, во други држави да се обезбедат инвестиции. И исто е најважно, ние треба овде копекашките критериуми да се ги тераме, тоа што го бараше од почеток Европска унија, за утре некоја друга држава од Европска унија да не може да не блокира. Само тоа треба да го тераме, а ова прашање е завршено. Така, ви благодарам. Па во таа смисла, велите, што да правиме, да се тепаме. Јасно, не да се тепаме, но во врска со амандманите, без оглед на тоа, и јас не би се нешто многу оптоварувал со тоа да ме интересира што како, поднеле, не е битно. Но доволно е само да се види бројот на амандмани и основата според која се поднесени. Понатаму, велам, како што велите и вие, не е толку битно, но е битно да се види за да се знае што може да се очекува понатаму. И токму истото што го велите вие, дали би блокирале, како би блокирале, по кои основи, односно какво е расположението. Впрочем, исто како ова што велите вие за Филипче. Ако е така, велите, оди сам во Брисел, не игра заедно, а тука обединување. Тогаш го имаме истото и ова. Едно се зборува тука, имаме договор со јужниот сосед, разговараме со источниот сосед, комисија добрососедска, а таму имаме амандмани други. Затоа едноставно добро е да се знае кој што како мисли. Нека не помине ни еден од амандманите, меѓутоа да знаеме што може да очекуваме. Едноставно тоа е тоа во таа смисла и да повторно вие го кажавте, тоа да се посветиме на нас.
Односно, токму тоа да го сватиме дека тие треба да се наша определба, наша одлука, а не, добро, тие и не се приоритетно за забрзување на интегративски, но всушност се, да не е ЕУ, ние ќе си седевме уште без било каква иницијатива. А и ова е прашање дали колку е декларативно, а колку ќе биде. Колку е ова сега реформска агенда за да се усогласиме со ЕУ. Декларативно, а колку суштински. Ние мораме да сватиме дека токму тоа треба да работиме на самите себе си, на зајакнување на институциите, на трансформација нивна, за ние да бидеме во добра кондиција. Заради самите себе си, заради нашето здравје под наводници, за ние да функционираме, за да може да одиме каде било. А потоа ќе видиме дали ќе одиме или не, тоа алтернатива едно другото. Затоа и така се потенцира, немаме алтернатива, единствена алтернатива, а само тоа е, која друга е. Може би имаме. Или тогаш нека кажат директно, ова ни е единствениот пат, ќе умреме сами. Но до толку повеќе тогаш, ајде, што треба да направиме за да не примат таму? Затоа велам, добро е да се знае и по однос на тие амандмани, што не чека, затоа што сега се тоа амандмани во Европскиот парламент и може да кажеме како што велите и вие. Не ме интересира и не сакам ни да знам што понатаму на 13. мај. А кога ќе се биде во процесот или на чекор од влегувањето, тогаш ќе не интересира. А тогаш веќе, гледате, и сега ние зборуваме, а што сега, како да се сменат работите кои се направени, кои се прифатени. Па не оди лесно, да. А само уште потешко ќе биде. Што сме поблиску, уште повеќе работи ќе смениме, уште повеќе работи ќе се откажеме, уште повеќе ќе се усогласуваме и потоа некој може да не блокира, а тогаш и тоа како ќе ни биде битно дали некој ќе потегне нешто што нема да биде амандман, туку директна блокада. А тогаш нема да кажеме, тогаш нема да имаме алтернатива. Тогаш ќе биде, па нема сега, влезени сме во оној, како го нарекуваат, топол зајак или што е, како е, во тој кордон и додека не те истепаат убаво по глава, нема назад. Мораш да го поминеш кордонот. Затоа е поентата, мораме да мислиме прво на себе си и на сите чекори напред кои се прават. Без тоа единствено што е единствено. Нема што единствено, инаку што. Ако си способен самиот со себе, нема што друго. А ако има нешто друго, дај да видиме, па да ги видиме намаса кои се и што се условите. Тогаш може да се спореди услов, овој ви бара, ова ве уценува со ова, друг не ве уценува. А вака, од каде да знаеме? Значи, нема друго. Целиот свет е ова или готово, ќе пропаднеме. Не велам дека не е опцијата и наша определба и слично, но цената е битна, односно прифаќањето, сето она што сега можат само во вид на амандмани, она што не е прифатено, гледате, во вид на амандмани да го презентираат, а она што сме го прифатиле бараат и очекуваат. Дури токму и во овој предлог извештај од Вајц стои таму. Уставните измени кои наша заложба биле. Дори не го вели, како што јужниот сосед вели Скопје, ништо не направил, така и во извештајот стои не предлогот на ЕУ кој вие сте го прифатиле. Туку вашата заложба да ја спроведете за уставните измени. Ние сме се заложиле. Така утре се друго што ќе прифатиме, ќе биде нашата заложба од кој и ќе се бара од нас да го спроведеме тоа. А сега е само амандман. Затоа е велам битно да се знае кој каков пристап има, за да знаеме што може да очекуваме, а да работиме на себе си. Повелете. Добар ден, Исо. Добар ден, поздрав, да, се слушаме. Па вака, Исо, пријателот ме преспа, како си каже убаво, вика, премиерот си кажа што збара. Абе не е премиерот што ќе каже нашиот. Ние не сме посилните. Него Бугарија е посилна. Ние со Бугарија имаме увоз и извоз годишно, па скоро милиарда.
4-5 пати повеќе од Америка. А повеќе имаме увоз, увезуваме од Бугарија. Бугарија нешто да сака нешто да ни направи, одма може да ни направи. Одма може нешто да ни направи. Штета огромна може да ни направи. Затоа премиерот година дена е на власт. Да не биде плашлив, нека отиде со Бугарија да поразговара. Или овој што е министерот за транспорт што е, Николовски, што ги вреđаше бугарите, тоа доста ги увреди, чак и мене незгодно ми беше. Да иде и он да им се извини тоа што ги увреди, им се смееше дека немале влада составена. А не е негова работа дека имаат влада. И тогаш Мицкоски можеше, кој немаа влада. Решение е само со Бугарија. Диде Мицкоски да најде некое решение. А одложено дејство, ова мајмунголци се, ништо не врши. До кога одложено дејство? Исо, ја бев фудбалер, сакав да играм у Бајерн, у Ајакс, у Барселона, ама не играв, дека бев слаб доста. Па ние исто, ако сме слаба држава, нема да играме у Европска унија, нигде. Исо, поздрав пријатно. Благодарам ве, поздравувам до слушање. Дете, и тоа со одложено е исто така. Мислам, ја покажува недовербата, впрочем, за која не сме, би рекол, ние виновни. Сеедно, не сме подготвени, не сте подготвени, корупција ви цвета, правосудството во опаѓање и така натаму. Не сте подготвени и чиста работа. Но одложено дејство, кога ќе стигнеме, па тогаш, па значи едноставно недоверба, немате а камоли еснавско, немате верба ниту во било што и во пишаниот збор. Па е тоа, да не, чисто како принцип тоа е. Кој може да ми гарантира? И самите тие велат, никој не може да ви гарантира. И ние прибегнуваме кон тоа, па ете тогаш одложено, за да не останеме по кратки ракави. Па да може да стигнеме до таму, а тогаш предврата која ќе стигнеме, ви уставни измени, ама ни ќе ускокнеме. Значи израз точно на апсолутно на зихерашки пристап заради немање доверба. Инаку тоа е како модел, самите воопшто, токму затоа и ЕУ би требало да реагира, па чекајте, ние сме сериозни, зарем треба вака да се или нема, или дајте според заслуги тоа што го бараме. Не одложено, зошто одложено? Затоа што може да не изиграат. Па, навистина, со кого имаме работа, односно колкава е довербата тогаш, ако е ова вака, просто кој како, да се размена шпиони сега или војници, гледате, Украина, Русија и слично, па се знае оди тоа, ако е даден збор, иде, овие испорачале толку, овие вратиле онолку и крај размена прават. А не ова преговори имате, да, ама да не блокираат ние ова, нема да ги ставиме, додека тие ова не. Самиот пристап покажува една крајно нездрава релација со оној со кој се преговара, штом се прибегнува кон тоа. Повелете, добар ден. Ало, добар ден, Исо. Да, поздрав до вас, повелете. Ве слушам. Прво сакам да им го честитам велик ден на сите христијани, да им посакам успех, среќа, уште многу години да го слават и да имаме здравје и живот. Инаку за оваа темава не би ни дискутирала, затоа што преку глава, верувај ми, е дојдено. На која телевизија да пуштиш, дуи вака, СДСМ вака, ВМРО вака, министерот за здравство вака, Филипче вака, Мицкоски вака. Прво да се разбереме, пред изборизната кампања, Мицкоски не кажа дека бугарите ќе ги внесат, ќе со одложено действие. Тоа не го кажа. Тя што си се предомислил, тоа си е негова работа. Требаше да ја каже вистината, ама тоа е политика. Таравари го ставија СДС за
министер, па се откажа. Сега се откажа од градоначелник, па министер. И што направи? Ги остави луѓето за великденскиве празници без терапија. Значи, комисија за кочани, комисија за ова, комисија... Абе, дајте, земете озбилно работете. Или дајте си оставка сите. Уапсиле 60 души. Ма кој е виновникот? Не може да бидат 60 и кусур души виновници. Срамота, само комисија за ова, само за да се взимат пусти пари. Не верувам во ништо, да ти кажам искрено, и ми е дојдено од овде и со ВЛЕН, и со ВМРО, и со ДУИ, и со СДСМ. И не сега ми да разговарам више за нив. Ви благодарам пријатно. Благодарам и јас ве поздравувам, нека е за многу години, не се тревожете. Со многу напорно работат и рекордни резултати постигнуваат, тоа парафразирано беше соопштението по однос на терапијата, па во текот на неделава ќе успеат да испорачаат, затоа што во рекорден рок сработиле многу работи, па ќе имаете, наместо на време што требало да има, сега ќе има до крајот на неделата. А да не работеле рекордно и толку напорно, кој знае кога ќе стигнала, освен што ќе доцнеше, како сега 2-3 месеци, значи ќе доцнеше уште повеќе. Повелете, добар ден. Добар ден, Исо, ве поздравувам. Исто, да, повелете. Ме насмеа женичката, ја поздравувам многу, а и рибарчево, да ви кажам искрено, и тој ми направи кеф. Затоа што тој е рибар, ама можат овие интелектуалци вода да му носат. Затоа што многу се прават патриоти, ми кажуваат тука шеици, донации, пари. Абе, дали ви е јасно на 90 години ќе земат фирми, ништо нема да плаќаат овде во Македонија? Тие ќе направат милиони, а на вас ќе ви ги дадат трошките како работен фактор. И дали ќе има од вас работници, ќе си донесат тие од озгоре, други што треба да работат, таџикистанци, афганистанци. Друго сакам да ви кажам, Исо. Види, дали се свесни македонскиот народ и овде што се јавуваат Мицкоски колку ги ја задолжи државата за колку краток период, колку пари? Дали е јасно тоа? Не е јасно. Па тоа го има на медиумите горе по Европа се кружи. Не се свесни. А знаете на кого се задолжи? Овој Мицкоски се задолжи ке Груевски. И затоа тие ќе уживаат, а овие ќе враќат затезни камати на Груевски. И пак ќе му дојдат парите на рамно тежиште тие што ги потрошил за тоа време додека во Унгарија. Не е јасно на изгледа на овие луѓе овде што говорат. ВМРО Мицкоски. Што се занесувате, бе? Знаете ли, имат поколенија да враќат пари. Не можат да се разложат, бе. Вие немате поима кај се наоѓате, изгубени сте во просторот, се правите патриоти. Знаете ли што е патриотизам? Абе, се обрќаат во гробот, се обрќаат правите патриоти, што изгинале за оваа земја. Во гробовите се обрќаат. Има како да станат сите ќе ви истепат. Срамота невидена, брука. Се мала држава се контеме со овие големите држави. Кои биле големите држави, ние сме биле некој фактор. Абе, ние сме никој фактор, бе. Ако сме биле фактор, ќе сме биле до Солун, ќе сме биле пола Бугарија и више. Сме останале еден грз затоа што немаме слогани Бога меѓу себе, бе. Ние сме катастрофа, абсурден народ. Толку имам да кажам, и со били ми поздравен. Благодарам, поздрави до вас, до слушање. Добар ден, повелете. Добар ден, Добар ден, почитувани. Да, почит до вас, повелете, да. Поздрав до телевизија 24. Благодарам, поздрав до вас. Знаете, господине Исо, во психологијата има една чудна појава, кога не можете за себе да кажете добар квалитет или да истакнете некоја добра идеја, тогаш морате нагонски тој недостаток да го пополните со тоа што ќе го навредите или ќе му припишите на другиот некоја негативна карактеристика. Тоа се вика проекција на лоши особини. Еве ви чист пример. Затоа што предходниот спомна трошки и големи држави. Видете сега. Кога јас би бил ситна душа, би ошол по трошките, холандските трошки, кои настанаат со крвави плячки. Да, би ошол во Холандија каде е легализирана дрогата, каде ги се европски вредности, можеме и така да се усогласиме со легализација на дрогата, например, како Холандија. И кога би бил страстен уживател на дрога, би примил и страстно би примил холандско државјанство и би го омаловажувал македонскиот народ.
Знаете, и тоа и во филмот Крвави диаманти со Леонардо Ди Каприо тоа се кажува. Како диамантите во Африка низ крвави раце завршуваат во таа блескава Европа. Знаете, кога зборуваме за големи и мали држави, треба да се имат во предвид доста историски околности. Еве и вие самите како новинар можете да проверите кои земји како сиромашни влегле, сиромашни во Европската унија пак се сиромашни. Или ако сакате да се усогласиме, можеме и на поинаков начин. Во Нова Македонија на 17 февруар 2025 пиши: лажни грчки земјоделци украле од европските фондови десетици милиони евра. Можеме и така да се усогласиме со нивниот криминал, со нивните плячки. Така, да, ви благодарам, ве поздравувам, до слушање. Добар ден, повелете. Здраво. Здраво, повелете, се слушаме. Што е работа со Европска унија реформи? Таа Марија Калас, како ја и беше име? Не, ова е наша реформа, да, оперската пејачка прочуена Марија Калас. Да, ама тука е другачија оперска певачица таа. Квасли, како ја викаат? Касли, не, заборавив како и беше име една. Што се изјасни дека ја не ви давам гаранција за ништо, бе, вие... Добро, за Марта Кос мислите, односно? Како и беше другото име на таа? Или мислите на Маја Калас? Така нешто бе. Важно, тие двете, на тие да го доверба, ние што правиме? Не имаме проблем со овие компрометирани функционери. Само комунисти може... Затоа е реформската агенда ние внатре да се... да ги зајакнеме институциите. Значи, комунисти само можат да водат. И реформираме. И со. Да. Значи, се покажа и се докажа дека само комунисти знаат да водат држава. Не комунисти, прави комунисти. Правите комунисти се оние шесторица у парламент. Знаат сите кои се шесторицата. Жигостани, што вика порано еден филм имаше. Значи, тие се правите комунисти, али со ова Европска унија више игра нема. Таа како бродот Титаника, ние сакаме да се качиме на него, да потонеме на 5000 метри дубина. Нас не е сидрото што влече напред Путин е. Треба да сватиме дека Путин, БРИКС, тие се правите сидра, а иако сидро не влече напред, тоа само можете да му дави. Значи, прав мотор, енергија што ќе не потера напред е само Владимир Путин и џабе е другото зборе. Така, ви благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слуша? Ден. Повелете, вие сте. Јас сум у програма? Да, вие сте, повелете. Благодарам. Молам, повелете. Вака, многу се забегува темата, човек не може да се концентрира. Ако се распадне НАТО, ќе се распадне за сите, не само за Македонија. Ако се распадне Европска унија, ако тоне ќе потврди и за Франција, и за Белгија, и за Маđарска, што е најважно, и за Чехословачка, и за Полска, и за Италија. А што па ние фактор сме ако се растури? Па ние едноставно не сакаме, а не сме ни способни за Европа. Такви реформи, каква агенда? Нас тоа не интересира за оваа територија, очигледно. Кога некој секојдневно се јавува по медиуми и вика сакаме гаранција од Бугарија дека никој нема да не спрече да влеземе во Европа. Сакаме правата на македонците во Бугарија да бидат вакви или такви. Сакаме правата на македонците во Грција. А никој не вика правата на македонците и граѓаните што живеат во оваа држава Македонија какви треба да бидат и какви услови. Баш им е гајле за македонците во оваа Македонија. Ние се трескаме од земја за правата на македонците во Бугарија или во Грција или во светот. Па ДПМН е баш таква е. Таа не води ред за овие македонци овде, а ВМРО е на сите македонци. Па и еден македонец има на Куба, ВМРО е негово. И еден македонец има во Еквадор, ВМРО е негово. Нека не се сила со тоа ВМРО, а кој знае што направило па за оваа држава. Еве ја поделило на 1000 парчиња и уште ја дели. Како не разбираат што значи ЕУ и реформите на Македонија за во ЕУ, а разбираат за правата на македонците во Бугарија. Па Господ им дал и нив мозок, и очи, и уши, што не си ги бараат сами правата. И тие во Грција, и тие во Бугарија.
Кој за нас бара права? Ние сами си ги бараме и уште гаранција. Они кои се мажа и кои се жена им даде некој гаранција. Да, ви благодарам, поздравувам. Па во таа насока оваа реформска агенда треба да направи институционални трансформации, социјално-економски трансформации во земјава. И токму тоа се акцентира дека треба всушност да даде резултат за во спроведување на реформи кои ќе бидат во интерес на граѓаните и државата. А секако тогаш како такви ќе се усогласиме и со ЕУ стандардите. Па и ќе си го олесниме или забрзаме патот. Значи едноставно тоа е она што е во согласност со барањата. Тоа е таа матрица, образец, значи не претендираме, не знам, кон некоја, да така кажам, друга опција или круг криминален, ваков, таков и слично, и сега, ако е така, ние би биле први веднаш. Сакаме во такво друштво, на исто така, еве, како кај нас, доверба на судство, нула корупција на високо ниво. Одлично, ајде заедно да се удружиме, супер. Уште повеќе да можат да работат на своите недела. Но ова е друго нешто. ЕУ заговара други стандарди, сега ние треба да се усогласиме со нив. И во таа смисла оваа агенда е како да се трансформираат институциите социјално-економски во државата, за да всушност се спроведат тие реформи внатре. Со што всушност ќе станеме и ние во склад со она што го бара ЕУ. Примерна држава. Или барем ќе одиме во таа насока на тие стандарди што треба да го исполниме. А потоа и официјално би го докажале со отворањето на преговорите и кластерите и така натаму. Тогаш е лесно ако ние ги средиме на вистина тие реформи, ако ги имплементираме институционално. Повелете, добар ден. Добар ден. Да, вие сте, повелете. Јас сум, да. Да, повелете. Знаете Исо, ќе се изразам така, еден будала што ќе за месец 100.000 души не може да го разместат. Тоа. Сега, слушам ја госпожата ВМРО запеткала, ВМРО направила, ВМРО поделила Македонија. Не ВМРО, госпожо, поделие големите сили, што дадеа дел на Бугарија, дел на Грција, дел на Албанија. Сето тоа е наше. Сега тие што имат наше, се бунат највише против нас. Зашто заед тај големиот трговец не излезе кога дојде Ципрас да подпишува договор кој го на? Дали е питао македонскиот народ сака ли не ќе да подпише? Он го подпиша, треба него да го викнете. За францускиот договор да го викнете Ковачевски, а за и Димитровски Никола што подпишаа, тамо беше Могерини, тамо беше Хано, дека и НАТО и у Европска унија ќе улезете. Дали не улеземе од авионот, дали збореше заед дека готово во Европска унија улеземе. Како не се срамат, напаѓа други, не го подпиша кога штрајкуваше ВМРО за францускиот договор, фактички бугарскиот, тога и СДСМ ојде Ковачевски да подпише. Нека излезе сега пред народот да каже што е направил, што подпишал. Како не се сраме да подпише капитулација на Македонија, сега не може да се разврте никогаш. И заед, зашто не го викна заед да дојде тука, не само да Дубај да взима златни картици. Нека излезе да види што е направил. И што и направи на Македонија, на македонскиот народ. У личните карти стои албанци, а ние стоиме како граѓани. Каде се тие 5 вековно родство што трпеше Македонија, плюс окупација од Србија, од Германија, од Бугарија. Што не издржа овај народ сега? И уште го понижават, уште го влечат сонцото. Па нели се срамат, па зар има лице тај заед? Така, да истече времето, благодарам. Поздрав, добар ден за следниот гледач. Здраво, Исо. Здраво, повелете. Дозволим на луѓево повеќе да зборуваат, кратка емисија. Да, повелете. Сега вака. Ке зборувам за суштината, нема да раскажувам жалопојки и приказни као претходниве. Темата е многу едноставна. Сватите луѓе, душманите од Запад, глобалистите, сатанисти,
Не ја сакаат православна Русија и православна Србија и Македонија и сакаат да ги растурат. Милиарда вложија во за шарена револуција во Србија. Кого не плаќаат таму све предавници, ситни души што за ситни пари влегуваат во шарена револуција, насилно се смени Вучич, за да дојдат предавниците да го предадат Косово, Војводина, Крајина, да ги скараат со Русија и Кина и да не постоат. Истото ни се случи и со Заев. Видовте шарена револуција, тој железничарот што се јавува, да му кажам дека левица беше во шарената револуција, а платена е од Сорос, УСА и тие предавниците од надвор. Значи, целата игранка беше Заев да дојде да го продаде името и така натака и така натака. Значи, никогаш нема да влезе никој во Европска Унија од Балканот додека не ја растурат Србија и Македонија. Запамтите го и овие зборови, додека не ја креираат голема Албанија. Работата е многу едноставна. Решението што е? Решението е сите референдум да се врати името назад, сите подпишани преговори да се поништат, сите предавници што подпишаа таков договор на нечесен начин и направија предавства да се стават во затвор, доживотен затвор и да им се конфискува имотот. Па нели гледате милиони, 500-600 милиони во Дубај на Заев, од кај му се парите? Од пиперките, од котиџаните? Па уште се јавува таа СДСМовката и други уште ги бранат, па напаѓаат ВМРО, па не знам што. Да се отвори уставот за бугарите, кога они ќе го отворат нивниот устав, македонците да ги стават. И тие пресуди од Хаг што беа донесени, кога ќе Европската Унија, нашите душмани, Англија, Франција, Германија, нема да ги спроведат. До тогаш треба да бидеме силни и достоинствени како народ. Благодарам ве, поздравувам, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Се слушаме. Да. Евака сега. Реформи за во собранието. Дебата. Так. Зошто ние дебата? Па ние реформи правиме 30 и кусур години, така ли? И изборуваме, дебатираме за нив, на таа агенда за Европска Унија, член. Видите, да се разбереме. Реформи може, али кога ќе се отворат поглавјата. Поглавјата, па во склад со тие поглавја ќе правиме реформи, за да се уклопиме на тој пат. Тоа е логиката. Сега што е проблемот? Рамката вика. Бугарите, добро, не сме против, ама да има одложено дејство. Да ни постават услови. Видите, се што е во рамката може да се поставува, но што не е, не може да се поставува. Дали забележавте од амандманите тие силни, 300 и кусур, бугарскиот представник што предлага? Во членот таму за тоа кои услови се, бара сега да се внесат протоколите за историската комисија. Сваќаш ли? Да. Значи, цело време тврдиме ние дека и таа е во рамката. Ја не знам, не сум стручен, нити се мешам таму. Меѓутоа, сите услови се исполнети, значи ако бугарите влезат во уставот, ние можеме да отвараме поглави и да продолжиме, да правиме реформи. Какви историски, какви глупости, тие ќе си траат со години. Значи ние едноставно не сакаме да Ајде да си кажеме добро, ние вакна. Супер си е, државата ни е, стално викам, крава за молзење и ќе си тераме и само си тонеме и се е супер ни. Кој како на кој, не? Јас? Толку имав ја да кажам, ајде, јако време имали добро, се што мислев кажам. Добро. Да, ви благодарам, еве веднаш за следниот гледач. Повелете. За жал, на крај сме на вистина. Да, во право сте, кратка е емисијата, особено за вакви теми и за ваков интерес. Но добро, ви благодарам, ќе имаме утре повеќе време, па верувам ќе можеме да дискутираме со оглед на тоа што ова ќе се актуализира и отвора многу прашања, вистина. Рамка тема, тоа е нешто слично, ако зборуваме за една тема, во рамки на темата е тоа што треба да биде, се што излегува од темата, тогаш токму тоа реагираме, коментираме, немојте од темата квалификација, ваква, таква. И ова е нешто слично. Што е во рамката? Па да, ама вие сменете тоа. Не е во рамката. А за тоа ќе зборуваме понатаму, како друг дел, анекс или не е битно, кога ќе дојде време за тоа, билатерализирајте го, дајте пратенички прашања меѓудржавни и слично, како и да е. Да се разграничат работите секако и тоа е еден вид на крајот од криштата и гаранција. Гаранција дека имаме конкретна тема. Повторно се сведува на
редна тема на организирање на работите. Ако имате конкретна тема и сте се погрижиле да ја имате, тогаш не може никој да ви излегува од неа. Ова треба, она, молам, не влегува тоа тука и готово. Така да, затоа, мислам, заклучокот би бил дека има многу работи кои треба ние да ги сработиме и да ги поставиме. Работите, секој нека си го прави своето, но ако ние знаеме што правиме, нема да може другите да прават се што ќе посакаат. Ви благодарам за учеството, за вниманието. Останете со Телевизија 24, Централниот дневник во 17 часот. Довидување.